Доколку сте слободни овој викенд, а не знаете каде да отидете, ви препорачуваме да го посетите манастирот Свети Никола, кој што се наоѓа во срцето на прилепскиот дел на Мариово во селото Манастир. Ова е едно од ретките живи места во овој крај, кој што навистина плени со својата убавина. До манастирот Свети Никола во селото Манастир се стигнува кога од Прилеп ќе тргнете по патот за Мариово. Откако ќе го поминете легендарниот Расимбегов мост, на 2 километри од реката Црна треба да завртите во десно. И од тука па се до селото Манастир има уште околу 3 километри. Манастирот се наоѓа во централниот дел на селото. Практично во минатото кон крајот на 15-тиот век. Селото настанало од страна на момоците и луѓето кои што работеле за манастирот, па така и го добило своето име. Денес во манастирот живее трочленото монашко братство чиј игумен е отец Никола, кој топло не прими во својот дом и ни раскажа повеќе историски факти за овој манастир. Првата црква тука е изградена кон крајот на 11-тиот век. Од записот во првата зона фрески, сочува на двете страни во централниот кораб од црквата, се дознава дека неа ја градел протостаторот Алексеј, вујко на византискиот цар Алексеј Комнен. Но таа црква која што тој ја градел, се разурнува во првата половина од 13-тиот век и потоа ја обновува игуменот Акаки во 1255 година. Од тогаш па се во наредните 10 години трае фреско живописувањето на манастирот. Првата група мајстори работеле во олтарниот дел, а останатите во централниот кораб на црквата и воопшто во науката, во историјата на средновековната христијанска уметност во Македонија. Тоа сликарство представува едно антолошко дело од тој 13 век. Прво, заради стилските особености кои се разликуваат од останатите традиции на Охридската тука архивова иконографија во Македонија, сушност целиот овој Мариовско-Мегленски регион гравитира на еден начин и на црковно, духовен и културен план кон Воденско, таму Солун и престолнината Константинопол, па така и градителските особености и внатре стилските на иконографијата припаѓаат на Константинополската иконографска школа. Нешто што е многу ретко кај нас во Македонија, но во редот со тие останати 5-6 споменици црковни се наоѓа овој манастир и со оглед на тоа дека се работи на фрески од 13 век се сочувани мощне добро. Белезите се на присутни на една типична монашка тематика во иконографијата. Над првата зона фрески постои една зона на медальјони на маченици, нешто што е типично за периодот во кој што е настанат фрескописот, во кој што средновековното монаштво буквално се поврзува како континуитет и како наследник на ранохристијанското мачеништво. Тоа денес во црквата се вика така наречено бескрвно мачеништво за Христос, затоа што ако во првите векови луѓето умирале за верата и заради Христос, во средниот век тоа мачеништво се преселило во внатрешните простори на човекот. Кога станува збор за монашката тематика на фрескоживописот, тука карактеристична е и фреската така наречена Лествица, каде во 4-тиот век Свети Јован Лествичник напишил книга со ова име, која што представува буквар како треба да изгледа еден монашки живот. Преку овој фрескоживопис се посведочува и врската со Охридската архиепископија и овој манастир, преку една фреска во олтарот, каде што е насликан Свети Климент, првиот охридски архиепископ. Вакви фрески, каде што светителите се представени во една надприродна големина, која што некаде поминува и до 2,5 метри, единствено може да се сретнат само тука, во селото Манастир во Мариово, во црквата Света Софија во Охрид и во манастирот Водоча во Струмица. Инаку, ова е карактеристичен начин на сликање од Константинополската школа. Другите особености укажуваат на таа константинополска иконографија и кај нас може да се споредат единствено со црквата Света Софија во Охрид,
нели од Самуилово време и струмичките, особено струмичката црква во Водоча, во манастирот Водоча, каде што на ист начин се презентирани мачениците, светителите во првата зона фрески. Тие се насликани со надприродна човечка големина, некаде се повисоки и од 2,5 метри. Нешто што никогаш не било типично за локалните црковни иконографии кај нас во Македонија. Така да и ден денес, заради големите оштетувања во Света Софија, во Охрид и во Водоча, единствено тука во овој манастир може да се види фреска со такви размери, што е пак од друга страна многу умесно во однос на новите цркви и новите црковни градителски традиции кај нас во Македонија, што има од кајде да го видат тој урнек и тој пример што кај нас го немало. Од крајот на 11-тиот век, па се до крајот на 14-тиот век, за манастирот има доволно аргументација да се зборува дека тој бил силен духовен центар на целиот регион. Археолошките истражувања кои што се направени во манастирот укажуваат на постоење на огромен број на манастирски комплекси, монашки конаци, трапезарии, работилници и други објекти кои што биле во функција на самото манастирско живење. До нив се пронајдени големи гробници, некропола една средновековна, и тоа од 12 до 14 век, во која се откриени неколку благороднички гробови. Најинтересното е што во самата црква археологијата покажа два епископски гроба за кои што се сочувани инсигниите и неколку благороднички гробови кои што се поврзуваат со ктиторите, односно основачите на самиот манастир. Во средновековните манастирски традиции особено карактеристично било ктиторите или дарителите на манастирот, оние што ќе се вложат и духовно и материјално себе си во изградата на еден манастир, да имаат особена почит и едно место, положба во животот на самиот манастир, а дури и откако ќе се упокојат, да имаат едно почесно место во самата црква. Монасите низ вековите понатаму се обврзуваат молитвено секогаш да живеат во заедница со нив. Така да можни се повеќе хипотези во која смисла се пронајдени епископски гробови во манастирот. Едната од нив укажува на врската со Мариовско со Мегленскиот регион, и за што точно и знаеме од записите на Иван Снегаров во историјата на Охридска архиепископија, дека во целиот тој средновековен период Мариовскиот регион црковно не бил под јурисдикција на Пелагониската епархија, туку на Мегленската епархија, која што имала центар во близината на Воден. Докази за постоењето на развиен монашки живот тука има се до 14-тиот век, а од тогаш па понатаму тие докази стануваат се посиромашни. Во 19-тиот век настанува уште едно разорување на црквата од непознати причини и неа ја обновуваат жителите на селото Манастир. После децении на пауза на монашки живот во манастирот, во 2007 година Синодот на Македонската православна црква донесува одлука тука повторно да заживее монашкиот живот. Со благослов на надлежниот архиереј, господинот Петар, во 2008 година тука доаѓа отец Никола, кој што претходно живее со братството во манастирот Зрзе. Денес во манастирот живеат тројца монаси, е многу попосетен од пред 8 години. Се изгради, ако може така да се каже, едно широко духовно семејство кое што е дел од животот на манастирот и се вложува во самата обнова. Она што за нас представува најголема радост е што литургискиот и духовниот живот во манастирот буквално од првиот ден на моето доаѓање во манастирот
тече во еден непрекинат континуитет и оние кои што се вистински поклоници и боготражители, навистина тука наоѓаат едно катче каде што можат да се сретнат со Бога, да изградат заедница со Бога, да се помират со Бога и со луѓето и преку контактот со монасите, оние што го посветиле целиот свој живот, целиот свој потенцијал, сите своји дарови ги принесле на Бога, да најдат во нив вистински пријатели и едни патокази за животот што го живеат во современиот свет. Денес Министерството за култура и Заводот и музеј Прилеп се грижат и поднесуваат голем број проекти околу конзервација и заштита на црквата. Претходно археолошки беше испитан целиот овој терен во и околу манастирот. Во изминативе години беше изграден и монашки конак, кој што за прв пат овозможи монасите тука нормално да ги извршуваат своите активности. Покрај ова, во наредниот период, во смисла на градежната обнова, ни следи президување на старите оградни зидови, на подпорните зидови од сите страни на манастирот и изградба на гостински конак, на камбанарија, на манастирска порта и на ателје, на сите оние потреби што еден жив манастир ги има. Се надевам дека со Божја помош и тоа ќе тече во едно споро, но убаво темпо, што ќе ни овозможи да обстоиме во првенствено во овие духовни активности за кои што ви кажувам. Манастирот се обидува и преку различни активности да води еден самостоен живот без да зависи од добрата волја на поединците, и за мене секогаш бил еден восхитувачки момент од Евангелието во кој упатува на тоа дека човекот треба да живее од трудот на своите раце. Монасите денес живеат од својата економија. Одгледуваат градинарски производи, произведуваат чист еколошки мед и чуваат крави и телиња. Ова мало магично место навистина вреди да се посети и да се почувствува неговата убавина и близината на Бог. Верувајте, нема да зажалите, ако следната ваша дестинација биде манастирот Свети Никола во селото Манастир во Мариово.